Брат, ја многу не ќам да ме има по секакви евиденции, затоа и Сигурен сум не се тоа. зачленувам Знам. било каде, у живот си имам зачленето само во еден навијачки клуб, во една видеотека се имам зачленето као Памтам за возрастни касети изнемуваше на време. касети од едукативна природа. И се зачленив во Спорт Лайф клубот. Идеш на сајтот на Sportlife, sportlife.com.mk, си влегуваш, си се регистрираш и кога ќе се регистрираш, имаш таму опција да си одбереш картичка да сакаш да извадиш, формулар ти даваат да го пополниш онлайн. Абе, не ми објаснувај како забавиште, кажи ми привилегиите, бе, брат. Имаш бонус на добивката на сите тикети и поголеми вкупни добивки во сите кампањи што ги води Sportlife. Со секој уплатен тикет добиваш поени кои што можеш да ги искористиш за да нарачаш ваучери или други производи кои што не се малце, а сите ги има во SL маркетот, односно Sportlife маркетот. Добиваш учество во ексклузивното такмичење на Tipster купот, имаш можност да освојуваш мал милион подароци на месечно ниво, како и да освоиш некоја многу убава премија на крај на сезоната. Сети се вреднува. Сети се вреднува. Има у Lord of the Rings 7 грима Worm Tongue, значи она црвски јазик. Тој вода може тебе да ти носи, ти каква уста погана имаш. Ке видиш Баерн кој ќе ви се падне сега наш дрепка. Што Уста ќе да не си ме кажам? земал више. Јас кога ќе ти кажам и поп што ќе ти чати, така е, брат. Значи, мене и Лаđo да не избегаваш у широк радиус, Што мајсторе. очекуваше ти, кој да ти се падне? Било кој, освен Баерн. Ја истражував малце после тоа и најдов кај ќе има и тебе пренос од тој надпревар, никац. Сега Тончи ќе те удостои да видиш од Лацио со Баерн, кај ќе гледа никац пренос. Шегавиец. Ова природно, ова од кемтрейлсите вака ти е А ти, брат, хуморов. После тој двомеч осмина финален, знаеш како ќе изгледаш? Тончи, Како ќе изгледа? пушти да види никац кај ќе биде. Вака те замишлям, брат. Нешто си у И елемент. верувам дека блиску сум до оваа фотка после Сега Лацио Баерн. ќе ти кажам ја ти до што си блиску. Сега си у елемент, ама каков разелементиран ќе бидеш после вашата со ПСЖ. Да. Пушти му Тончи една фотка, што ќе му ја објаснам зашто. Ваков ќе биде Меси после ПСЖ. Меси Нема да го додржат ни Чави, ни никој. Ќе Да, биде бе, чаше, Чави не ломим му е руке ми сега. крваве. Чави не му е грб сега, подршка, така. таков ќе бидеш и ти, само што тебе ќе те нема ни у кадарот што ќе патосиран од туга и од алкохолисање и пушти му Тончи да види како Барселона ќе освои Лига на шампиони годинава. Тоа може ако судиме до сега каква или инаку ПСЖ редовни пациенти сме, памтиме пресвртот, брат, така да осеќам ќе биде. Да, пресвртот пред 212 години. Дали го виде капитенот на Арсенал, каков момак, жесток момак. Тоа се После зашто, тоа се брат, тие капитени. навивачите ќе го плукаат, Па не- ќе потпишуваат петиции да не го гледаат. Па не се само навијачи, значи Тиери Анри, најголемата клубска легенда, кажа све што имаш, а тоа ни го пренесе братот Патрис Евра, пушти Тончиево име. Зашто се Го работи? пренесо и сите еминентни ти Евроспорт ти фудбалски, пренесува. светски, така, Еве, така. ти вика Патрис Евра, Тиери Анри вика не можеше вика да го гледа Арсенал, кога виде дека Джака е вика капитен. И Тоа му го има кажува кажано емисија. некогаш Анри додека седеле и пуштиле демек телевизија Арсенал да гледаат утакмица, штом го видел како Джака носи капитенска лента, го исклучил телевизорот никако. Джака као капитен беше добар у Менхен Гладбах, а Менхен Гладбах и Премиер Лига не е Гледам исто. нешто сега Интер, ова боле у Лацио да ти го донесат, брат, па уживајте таму со Джака. Какво Лацио бе? Него позитивната работа од мечот со Арсенал ми е Обамејанг, бе, брат. Конечно го скрши мразот, даде гол. Пушти слика да види никац каква беше реакцијата на Обамејанг кога си
постигна автогол бе Никац. После 12 рунди само 2, да не кажам какви гола со Фулам и со Юнајтед. Изгледа на полувреме не го обавестиле дека страните се менјаат. И човече, пораз од Банли со автогол на Обамејанг. Брайтон. И ти Ali ќе го Брайтон- менјаат Артета. Артета ми го оставаш у реченици, кај сакаш Артета кога имаш еден највелики напаѓач голгетериште европско што го правиме Обамејанг, не може 2 со 2 да врзе. После цели 12 рунди. Затоа Арсенал со овакви напаѓачи, со овакви капитени, Лига на шампиони уште дугачко ќе си ја гледа на телевизија, а Лига на шампиони, барем Арсенал, за една работа не мора се секира. Не може Бајерн да му се падне. Да. Не може Бајерн да им ги излечат. Али Бајерн, Ја имавте вие таа среќа, брат. да, ја имавме. Да го ние таа. видите уживо Левандовски што ќе прави сега Бога ми у Левандовски. нокаут фаза. Против Левандовски ќе треба да играме формација 7-3-0 без напаѓача со 7 назад, пошто човекот годинава згази, а у каква форма е, не планира да застане. И за прв пат Никац не е толку фокусирана јавноста за Меси, Роналдо, демек избор најдобри на свет, ова, она за оваа сезона. У епицентарот е Левандовски, а и доста го фалат. види, дечкото се истори од голови у Германија, се истори од голови у Лига на шампиони. Освои шампиони, освои Бундеслига. Па ја Куп мислам, он Германија, се у македонско Суперкуп на првенство УЕФА. доек има 112 на полусезона. Ако не му скршат, но... Види, ти и Виери така само мислите, брат. Не, Виери, значи пази, Виери од толку манекенки, глумици, изгледа му останало да мисли само со едната глава. Даде една малце сумњива изјава, Тончи пушти ја да видиме. Еве, што вика Виери, Лукаку да играше у Бајерн, ќе даеше исто голови како Левандовски, Левандовски вика да играше у Интер, немаше вика пази, он Лукаку Види. го споредува со Левандовски, а Лукаку кутриот не може на Менхен Гладбах и на Шахтиор тамо голови да им дае, на Славија Прага лани, Левандовски Треба. му товара на Тотенхем 3, му товара на Види, брат, кој некаде не е на далеко од вас колку ви вистината товари? кога ја прави споредбата у Интер кога би играл овој, али кажи го Лукаку Бајерн. Ама пак влече таа страна славни денови имаше Значи, у Интер и го сака, знаеш, клубот сака да Лукаку, го форсира кога сака да го уште спомне толку да го отвори. Левандовски, Лукаку кога сака го спомне Левандовски треба стане да салутира со измиени зуби, бе, мајсторе. Не може Лукаку да се споредува. И Виери ради кариерата нешто и ќе размислиш. Има уште еден лик, па тој па вика дека да Лукаку е болji од Хари Кейн. Ајде, пушти Тончи. Кој лик, бе? Тоа ти е. Роналдо ли, бе, брат? Никола Вентола. Значи, пази, он две корисни ствари у живот има само. Се прославил. Прво што се вика Никола и второ што го фатиле у кадар со Роналдо некад. Ти не може, бе, човек што играл у Бари, па бил позајмуван од Интер, у Аталанта, у Сиена, у Завидна Кристал кариера, бе. Не Палас. заебавај. Што пркнал до италијанска олимписка репрезентација, он ќе U27. кажува за Левандовски, бе. Ова му е третиот успех у кариерата што го спомнавме у иста реченица со Левандовски него. Слео, кај нас многу пати кога се збори за фудбал, претежно се спомнуваат Пандев, Панчев. Меѓутоа постојат многу фудбалери кај нас кои што оставиле трага додека сме го граделе фудбалот до самостојна Македонија, а има едно име, тешко дека некој кај нас може да се пофали дека во толку историски моменти учествувал за мак фудбалот. Она титула на Вардар 87 уште во Југославија, Најславните. првата утакмица со Словенија за самостална репрезентација на Македонија, прв до 25 надпревари за репрезентација и првиот трофеј во самостална Македонија, купот 93-та, што го има како капитен подигнато. И не може да не го забележат на терен, особено по нежната половина, по неговата фризура, би рекол, што ја третира уште од младите години, па и ден денес. Љупчо Марковски Калц. Ја мислам дека најава не беше лоша. Јас сега кажам, Нешто значи, загинавме или вака незаслужено? Можам да кажам дека сте едни од ретки, ако не и единствени, што направиле ваква најава за мен. Обично, дали намерно, дали ненамерно, многу новинари прескокнуваат голем дел од тоа што навистина се случило.
По историјата сега не можеме, нит треба, нит можеме да ја менуваме. На крајот на краиштата се до тоа сте го оствариле и тоа се резултати и достигнувања за гордост кои што и треба да се За гордост, и раскажуваат. жално е што после толкава кариера и после се тоа што се случило да кажеме дека досега не паметите една таква најава што треба да е традиција и секојдневие низ спортски емисии. Па и така на вистина, додека седев таму ја слушав најавата, останав малку збунет од вашиот настап и она што го кажавте. Дали тенденциозно или не навлегувам во работата на другите ваши колеги, но обично кога ќе се дојде до моето име, обично некогашниот капитен на Вардар и тоа е тоа. Значи, ова беше една најава што навистина ме остави без зборови. А има и уште многу што да се говори, затоа сте тука. Да почнеме никад со тие славни денови, носталгични. Бих сакал онака да направиме еден фин вовед вака со една убава фотографија баш од тоа време, тоа ни можеме да ја видиме. Тоа е баш првиот куп 93-та мај. Ова е по многу работи историска фотографија. Тука сте вие со првиот трофеј и тука се Дзинго и Бранко Црвенковски. Задината и се. Уште Никола Тесла фали на слика. Па навистина ова беше еден настан што до тогаш во Македонија се немаше случено. Речи си цела држава живееше за тој ден и мислам дека овде нема некој што значеше во државата да не беше присутен. Сем некој што не можел да најде билет. Беше настан на, да кажеме, на векот од спортски аспект. Тоа е прв финален натпревар во самостојна Македонија и прв пат да председател на државата го додели тој пекар. Така да, јас сум горд, да, за мене еден од настани што вечно ќе ги паметам. Купот беше, јас се сеќавам дека ние бевме 3 дена пред тој натпревар во карантин, прво во Охрид, па после дојдовме во Скопје, па прием кај председателот во собрание во канцеларија на негова, прво беше Стојан Андов, беше председател на собрание, па кај господинот Киро Глигоров, па настан што не може едноставно сам ве прави да живеете за него, сосема друг впечаток. Сега толку се разводни значењето на купот што дури никој не обрна внимание, се игра. Дури да не се одигра, никој нема примети. Тоа нема да зборевме, примети. дури сега можеби и родителите не им одат на фудбалерите да ги гледаат, а камоли публика и обичниот Па да, се согласувам дека до тој степен е уништена вредноста на финале на куп. Во другите држави гледаме дека сепак тоа е останато на едно ниво и победник на куп е иста вредност како и освојење на шампионска титула. Љупчо, во тие славни клубски денови доаѓа и она одговорност за прв пат да се облече дресот на татковината на Македонија. Какво е чувството сега после толку години? Па чувството никогаш не може да се избрише. Значи, тие се тие моменти, вклучувајќи и освојењето на купот. Мислам дека првите натпревари официјални за Македонија како држава, бидејќи и во тој период имаше многу проблеми. Во најпрви не пуштија како репрезентација да играме квалификации, па потоа дозволија, па се сеќавам на проблемите во Белгија, да играме без химна, без знаме, до последен момент чекавме дали ќе излеземе од хотелот. Едни преговори, па се дојде до некоја солуција да играме со химна, знаме да нема, но тамо нашите иселеници направија да има под наводници милион знамиња македонски. И сето тоа некако правеше да многу повеќе се сака тој дрес, многу повеќе народот го сакаш. Замисливо беше дека после 3 децении ќе се игра на едно европско натпревари. Па, видете, во тие први години... Сепак плејада на фудбалери имаше. Ние во првиот квалификацијски циклус бевме во група со Данска, европски шампион актуелен, Белгија, велесила, бевме Ерменија, Кипар и ние, Македонија. И ние на првиот круг од вртење на, да кажеме, групата, значи после првите натпревари бевме втори. Ние игравме со Данска дома нерешено, со Белгија во гости нерешено, го победивме Кипар и имаше, пресудно беше еден, да кажам сега, нелогичен потез во тој момент на нашиот капитен кој доби црвен картон со Данска во последната минута и ние и тогаш мислам дека имавме трибуна. Ние со Данска примивме гол во 90-та минута на градски за 1-1 да не издрам.
Така да во толку тешка група ние имавме ситуација каде што можевме да се надеваме на пласман. Сепак ова генерација на фудбалери секоја чест покажа. Мислам дека тамо најголема улога има Горан Пандев, значи ги обедини. И е многу важно во еден таков колективен спорт да имате водач на тимот, капитен, што обединува, нешто разединува. Јас сум имал можност да ме тренираат врвни имиња. И сега една поговорка што ми останало од тогашниот селектор Андон Дончевски и што важи, мислам, за се општо што се случува кај нас. Он ме викаше Љупче, така нагалено, пошто од пионери од Вардар ми беше тренер и он вака ќе седиме повеќе играчи, он ќе дојде и вика Љупче, ако вика на 10, вика лава, им ставиш магаре да ги води, сите се магариња. На 10 магариња ако ставиш лав да ги води, сите се лавови. Тоа е моментално во нашата репрезентација. Зошто кога велите имавме шанси и амбиции уште од стартот, се чекаше толку долго и покрај сите тие плеада на играчи и дел добри менаџери на чело на репрезентацијата, чекавме толку долго за еден ваков успех. Каде е тука грешка? Па јас можем да поделам говорот на два дела. Значи, најпрво никогаш ни една репрезентација не добила преку ваков систем на натпреварување да се избори. Тоа е факт. Значи, еве јас сега лично мислам дека нема репрезентација од Македонија. Може би да не влегувам 100%, што не би успеала да го победи Лихтенштеин, Гибралтар, Косово и Грузија. Тоа е моје лично мислење. Тоа е едно. И вториот дел на одговорот е што во сите циклуси минати се појавувале некои работи нефудбалски. Менаџерски од страна на селектори, од страна на претседатели, мешање, притисоци, интриги, нетрпеливост меѓу самите играчи, немало водач, како што е сега Пандев, да сето тоа го направи. Селектор како сега Ангеловски, јас се знае милион години како мрме, да тоа се го изменаџира, да види од кај дува ветрот, кој е кој, така да ги нареди коцките, да се знае кој е главен, секоја чест што сето тоа успеа да го направи. Помогнати од младинскиот погон претходно. Тука тоа е еден, да кажеме, еден момент што многу го прескокнуваат. Значи, затоа го нафрли. Да, мислам супер, затоа што вложувањето во фудбалот покажува дека се враќа. Со изградбата на академијата во Ново Лисиче, терените, инфраструктурата, селекцијата, работењето покажува дека од тамо се црпат и таленти и играчи кои подоцна доаѓаат да со Боби Милевски, баш тука го видов и на слика, значи таа селекција на млади играчи донесе да сега во репрезентација имаме готови фудбалери кои можат веднаш да играат. Се сеќавам на мечот со Ирска, 3-2 што го добивме тука и мислам дека го памтите како вчера, она дилајлата нивна Джейсон Мекатир кога му улета не знам на кој од нашите, кога е 2 го додржавте Митко Стојковски да не го утепа у соблепувална. Па да, тој натпревар во Скопје бевме тотални аутсайдери. Мислам како по рейтинг има играчи у Премиер Лига, Тони Каскарино, Рој Кин, сите Стаунтон. Да, сите Кили, левиот бек од Манчестер и едноставно на тој натпревар они дојдоа како да се класа во секој поглед изнад нас. И тоа е кога ќе прорват и македонскиот тинајт, тука нема, не се запира. И они беа, не може да се помират дека ние водиме до пред крај. Значи Рој Кин 3-1 беше пред да го дадат они голот. Да. Тоа беше на секој чекор провокација, удирање и нивниот менталитет е таков и они не прифаќаат пораз. И точно тој старт врз Шакири беше Маја Гери, едноставно не гледаше каде е топката. Ја игам бута па човеков. Намерно во глава. Има еден интересен ирски напис од тоа време, Тони да го видиме. Еве, ова Irish News е вестник што постои 119 години и они се прилично вака настроени националистички, кога треба си ги бранат ирците, надворешно, ма внатрешно знаат да репнат по нив бајаги. Тони Каскарино, јас по градба 1,81 сум висок, он беше 2 метра. И на тој мислам дека ниту еден дел не ми зема со глава. Мислам, јас повеќе од
надпреварот го помина во воздух, бидејќи ностоп беше до последна минута и едноставно сите игравме она што е фудбалски добро и игравме со срце, 200% и на вистина они се изненадија на таков наш менталитет и желба да ги победиме. Врзана за вас има една дешавка, исто после еден надпревар, одлучувате да ја пуштите косата и ден денес еве истиот стил го тера. Игравме со Велеш во Скопје, тренер беше Методија Спасовски, големо име, легенда на Вардар и бевме во една ситуација, ако го загубиме на теророт, тоа е веќе 5 март е на теророт, ако го загубиме на теророт, веќе Вардар влегува во некои несакани води, борба за опстанок, во Словенска лига многу тешко. И на тој надпревар голот за 1-0 го давам јас со глава, утакмицава се крши, 2-1, 2-2, 3-2 победуваме и се игра 90 фудбал се игра 90 минути, 93-та минута, на онај стар еден семафор, една коцка на исток. И јас го гледам семафорот готово крај и корнер е за нас, корнер. Пошто водиме 3-2, не одам на скок, седиме на половина, судијата става свирката Чујич од Белград да свирне крај. И јас во моментот, Стојановиќ, Горан, исто резерва беше, сме од деца во Вардар и он вика, од таму вика, еј, кал, супер, тепаме, вечер славиме. И се, јас како што стојам на центар, Туце е пред мене и гледам една метална пара на центар. Јас вака да земам парата и у тој момент Джипунов изведува корнер, ама толку лошо што не ја центира пред нивни гол, него ја удира фактички како контра. Контра им прави. Контра. И судијава сега остае на свирката да свирна и остава. И они ја пуштаат топката, мене Туце ми повлекува за дрес и јас скрши бутна коска. Точно на, значи 90 од ништо. Значи он за да искочи пред мене, само ја повлече, јас ми се заглави ногата доле. Убуцен и мене скршеница и до ден денески имам шипка од, да речем, метар. Тоа човек да не му се верува од каква ситуација до кај може да... Па до сега не е запамтено на фудбалски терен да се скрши бутна коска на таков начин. Не се случило. И од тогаш, време на опоравувањето, почнав да пуштам коси. Првите надпревари, као се вратив супер и викам со сега, што да менјам нешто кога иде добро. И така остана, да. Имаме сега едни 3 фини фотки, ќе се појават тука на екранот една по една 3 фини дами кои што по професија се сите поврзани со фудбалот на некој начин, ама вага кога ги видите треба погодите што би им била професијата да е поврзана со фудбал. Тоа ни може првата фотка да ја видиме. Директно или индиректно со фудбалот се поврзани, ама вака по сликата на што ја асоцирало. Ова е Алисон Кинг се вика господјата. По вака секретарка во фудбалски клуб. Ако е секретарка во фудбалски клуб, не би излегувале фудбалерите од канцеларија, таму би барале настап. Бога ми и тренерите. Да, и тренери тука Баш кај голема разлика меѓу секретарка и секретарица, така да. Алисон Кинг е иначе она е единствената што директно не е поврзана со фудбал. Она, ако ја помете на серија идеше на МТВ, Dream Team се викаше како функционирање на англиски фудбалски клуб. Да. Она глумеше газдарица на фудбалскиот клуб. Не сум бил далеко. Сакав да кажам газдарица, ама одма ќе беше како Цеца на времето во Обилици. Да. Можеме Тончи следната. Ова ни е Лике Мартенс. Ви значи нешто името? Но името не, вака изгледот смирувачки за разговор со фудбалери, еден вид на психолог, на кој има проблеми да се исповеда тамо кај нејзе. Ја знам дека сите у просторијава што сме би се исповедале. Да. Ама голема е шанса да она нас да не прислуша на фудбал. Ова е најдобрата светска фудбалерка за 2018 за Холандија. Да? Да. И за крај И можеме, Тончи, ова е Сабрина Кавеца. Вака според погледот 6 на стрчен штаб. Мислам дека никој нема да мрдне. Ова е официјалната новинарка на каналот на Лацио. Да. Што прави Љупчо Марковски сега? Скопје, Вардар, Скопје. Во моментот сум во тренер на ФК Скопје, клуб што единствен ми дал шанса како тренер да бидам. Јас сум му благодарен и мислам дека сум му вратил 100-струко за тоа добиена шанса. Значи, Скопје 20 години, еден, да кажеме, клуб што се снаоѓа на било каков начин да опстане и ние во тој период сме биле
3 пати сме влегле во прва лига, полуфинале куп, со младите категории сме освоиле прваци на Македонија, што е несватливо. И јас сум благодарен на луѓето тамо што ми дале шанса да работам како тренер. Јас сум пола од животот, пола сум го проминал во Вардар, пола сум го поминал во Скопје. 2 години сум бил во ЦСКА Софија и интересно е што исто ваши колеги кога ќе пишуваат, кога ќе ме спомнуваат за тоа, бев изненаден позитивно многу од вашата најава и викаат некогашниот фудбалер на Вардар. И сега ќе видам некој мој колега што цел живот сум играл против него, јас во дрес на Вардар, он бил у Силекс, бил у друг клуб, не знам, и викаат Вардарец од тој и тој. И тој е вака човек што поминал од дете, значи јас сум од 10-11 години во Вардар до 30. Значи сум бил капитен на сите селекции. Јас стално кажувам, градов испишан со разни имиња на фудбалери, навивачи, држи се. Во фудбалот може да имате 3 најтешки повреди. Тоа е, значи, да скинете лигаменти на колена, да скршите нога и да скинете тетива, каде што сте ахилова тетива, каде што сте еден вид у проценти инвалид. Јас 2 од тие 3 повреди сум ги доживеал во дресот на Вардар. Скршена бутна коска и скината тетива на напред. А тие ситни, скршена рака, 6 копчиња на глава, тие не ги ни бројам. Тоа ситници. И сега викаат, знаеш, абе Калф не е Вардарец, бе, знаеш како не е. И тоа е тоа што остава така, еден горчив вкус. И една интересна случка од тој период во Вардар ми остана прв пат како шампиони на Македонија, младинците требаше да играме квалификации за Лига шампиони младински. И јас се симнувам доле на академијата да правиме тренинг со младинците и они викаат сега е влечење. Исто оди на и сам Евроспорт или на некој и ја им викам од сите овие што се овдека, значи имиња, само да не ми се падне Red Bull Салцбург. И се влече тамо и Салцбург. И сега што се случува? И ние одиме тамо, а јас од претходно пратејќи го младинскиот фудбал, знам дека Салцбург е прва младинска фудбалска школа во таа година во Европа прогласена. И на тренерот го загубивме со 5-0. Доаѓа делегатот и ми вика тренерот, немој да се секираш, вика ова е друга димензија, вика вие што играте, ама нашиот менталитет е као, абе што 5-0, знаеш. И јас викам на пресконференција на нашиот представник, викам прашај ги, ако можеш, кој од нивните фудбалери младенци утре прават писмена работа у школа. И он ме гледа, вика, кои се сите професионалци. И па викам, за тоа ве прашам каква е разликата, а моите играчи, младенците брзо да викаат тренеру, кога ќе стигнеме со авион, утре правам писмена. И сега излегува текст, вика, детето што му даде 2 гола на Вардар, го елиминира Манчестер Юнайтед. Хајдара што го елиминира Манчестер Юнайтед играше против младинците на Вардар. И Шлагер што е у Волсбург капитен. И Упамекано исто игра во Страшен извозник се. Значи тоа е работата, ама кај нас викаат абе се австрици вика скијачи. Јесме светлосни години далеку. Пошто ние сега имаме една многу фина работа со нашите партнери Sport Life, правиме едно хуманитарно ливче, имаме 5 мечеви и доколку ливчето испадне добитно, со ваучер од 500 денари, се до тоа помножено, можете таа добивка да ја донирате хуманитарно по ваш избор, каде мислите дека ќе биде потребно. А плюс надвор од тоа си правиме и табела на нашите гости. Да. Еве табелата сега кои какви коефициенти гаѓал. Па првите тројца од фудбалот ни доаѓаат. Сега жално нема ниту еден добитен тикет од сите овие 11 на број. Веруваме со вас ќе биде поинаку. Ова не е првиот меч. X2 и гол, мислам дека има таква игра. Да, X2 може и да се само. Гол прво, гол второ. Да идеме на голов. Да, тоа е добра варијанта, да. Ја тука идам Cat6, Leverkusen, Bayern München. Двојка и гол. Двојка и гол. Поголем коефициент. Јас мислам дека ова 4+ ќе биде, ќе паѓа голови тука. Двојка и 3+. Двојка и 3+, следната Барселона, Валенсија. Кеци гол. Кеци гол. Јас си шанса ќе им дадам на Валенсија Cat6, ама и дека ќе дадат гол, ќе дадат Cat6 гол. Јас тука
мислам Барселона дека у двете полувремења ќе даде гол. Тим 1 гол, прво гол, второ. Следна ни е Аталанта Рома. Гол може, нели? Да. Гол. Јас X било кога, право е. Ја мислев X ми е омилена игра, X било кога, а викам гол, да дадат. Јас мислам дека ова дури ќе биде и гол 4+. И ова ни е последната Манчестер Юнайтед Лиц. Сега тамо е Джани, мора да навијаме и ми е кеци гол. Кеци гол. Гол второ. Гол Нека крене второ. како малце, ајде. Јас мислам 1+ прво, 2+ второ. Кога сме кај нашите партнери, едно мало внимание од Спортлайф за вас. Многогодишно пакетче едно. Благодарам, значи пак морам да кажам дека сте топ сија и новинари од најавата до сега, едноставно без зборови. На секој Баш ќе не му е. препорачам така важен за човек што ако не треба да каже дека е нешто супер, не кажува. Ако треба да каже дека е лошо, кажува, па не мисли за последиците. Пукла, да. Така е, сега сите сме различито, да кажем, скроени и секоја чест сум многу пријатно и убаво изненаден од Благодариме се. низ нашата Искрено, практика искрено. зборови нормално за... Да, и да го тука. исполниме сега ние адетот, нели? Треба ова да се најде овдека кај нас, повелете еден автограм тука да ни оставите, Видите па тоа ќе преку си го дреста. најде местото овдека на нашево легендарно дзидче. Ви благодарам на покана, на прием, на се. Останува мистер Калц да ви се заблагодариме И што бе здравје, се гост. гледаме во Уште некоја нешто наредна Ви прилика. благодарам и на вас и секоја прилика кога ќе сите дека треба да се видиме пак. Тука сум секоја чест за емисијата по 10 пат. Благодарам. Фино типување Калц. Бога ми Вака ги со- мислеше. Да, идеме сега да ги уплатиме Нема да ние. ги следи примерите на предходниците негови. Да, Ајде, идеме Микац, давај првата, од старт, брат. Саутемптон, Манчестер Сити, X2 Лошо. и ГГ. Не запамти кај се после толку емисии. Црепеден. Во ред, значи идеме X2 гол, 1.93. Леверкузен, Баерн, Што вели Калц за ова? двојка и ГГ. Во ред идеме двојка и ГГ. Трет меч Никац. Трет меч, Барселона, Валенсија. Што вели Калц за Барса Кец со и ГГ. Валенсија? Чискец. И ГГ. Пристојно. Браво, Кец, ГГ слагање. 2.45. Аталанта, Рома, ГГ обичен. Му прија она само на голови да игра. Да, Многу. Човек да не помисли Човек да не дека е дефансивец, штопер. брат. И задња ти е Манчестер Юнайтед Лиц. Кец и Значи ГГ. последната Кец и гол, ГГ. гол. Значи Саутемптон, Манчестер Сити, X2 X2 гол, Леверкузен, Баерн, двојка гол, Барса, Валенсија, Валенсија, Кец гол, и Аталанта, Аталанта Рома, Рома, гол само. и Юнайтед Лиц, Кец ГГ. можна добивка 26.800 денари Никац. Да веруваме дека ова Дека ливче оде кран ќе се најдат у нечи джеп. Милевски минатиот пат, јас не играм многу, јас аналитички размислувам, ама тоа аналитичкото за гол 2 ќе испаднеше и добитно. Колку беше блиску Милевски за разлика од нас Па двајца. еве ти Кристал Палас Тотенхем ја играше 3+1 гол му фалеше и Сити да го победеше Юнайтед, пак 0-1 да беше, пак е еден гол. Сега брат, тука ја би извлекол овој тип, значи да ја намириса Штутгарт дека може да го изненади Еј, Дортмунд и на голови да играш, при тоа 4.33 квота, Страшно. секоја чест. И тоа го лансираше на второто место на нашата табела. Веднаш зад Саша Чирич. Никац, сега овој дел, брат, за прв пат сакам да го скокнам, зашто сум на исто ниво со тебе, а тоа не можам да си го дозволам и да се споредувам колку сме исти после оваа рунда. Ме прифати мајата од твоето незнаење. Радуваме се бе, додека сме уште исти, пошто наскоро нема можеш ни со тоа се фалиш. Па многу Тончи, јасно зашто сум пред Пушти тебе го, паѓи, брат. пушти го. Ајде, баба! Нека гледаат Види со рибица. вакви типци што само
тераат на бицепс, нормално е да не знаат да се кладат, бе, брат. И нормално е да застануваш зад ова е за мене. некои осврти што треба да ги прават нашите женски фанови. Ова е освртот мој, Токму твој. така е. Жално само Да, еден надпревар страшни. и тоа и истиот надпревар. Да. Реал Мадрид, Атлетико Иако пак Мадрид. бе блиску, брат, ама таа... Па да, со овие близина. твои типови кет сикси 0 до 3. Штутгарт само не лупна убаво, не тресна од земја, инаку со На Интер... другија бевме секаде блиску. Штета ги утепа по второ, брат, Каљари Интера, ја 2 од 2 ја стави. Ова е купниот. Фајнали, а? Да. Скоро дупло, многу јасно. Кој бе скоро дупло, ти знаеш што е дупло од 39? гледаш, царе, Скоро концентриран дупло, си. црепеде. Нема врска, брат, бајгите вода ми ќе остане така штета после ова коло очекував бајги да ти се одлева. Иди ти среќа. Слајо, од сега изгледа ќе треба и ние да почнеме да типуваме на корнери, кај ќе има аути, кај ќе има... Следи го знаењето на фановите наши, Можда бе, е друга. посигурно. Од таму многу ќе научиш. Прошлото спортско дарежливо прашање беше каде ќе има најмногу корнери, тоа беше на утакмицата Каљари Интер, Колку бана? 12. 3 за Каљари и 9 за Интер. Погоди едно 7-8 души. Се разджилита, а претежно сите кај манчестерите дека ќе има корнери. Очекува Премиер Лига, брат. А петорицата најбрзи ми се следниве. Михаил Петков, Перица Гиевски, Перица што направиве мајсторе сам. Стефан ти го нема Гочевски сега, што така. Дарко Јанев, Борче Богоевски и Петров Пенчо. Значи тие ни се ова се- петорица што На сите три социјални платформи на нашата страна, YouTube акаунтот и на и на Sport Life. Life фан пежот. А следното прашање ви од сегашниве наши 5 одиграни, тоест понудени утакмици кои што треба да се одиграат, кој од гостите, Може, гостинската екипа. да, кој од 5 гостински екипи ќе даде најмногу голови? И не заборавајте, лайк, шер на нашата фан страна И и subscribe бидете на најбрзи. YouTube.